Кажи ни сега повеќе за овој демо конкурс, значи а, пред се кој можеше да се пријави, колку луѓе се пријавија, дали се задоволни од пријавените артисти, нивните пријави, значи нивните рецитали и слично. Така. Јас и малце сум песимистички настроен по природа и мислев дека ќе се пријават околу некои познаници, некои што ќе шеруваат повикот. Мојата прогноза вака пред време беше 20 до 30 луѓе. Но на крајот се пријавија повеќе од 60. Имавме 60 пријави, значи финтата, тоест правилата на конкурсот беа да артистот не е таблиран, да нема официјално издание, да не настапува на овие поголемите концерти како Такси Рад и слично. И добивме пак, ќе кажем, 60 пријави од буквално секој ќе на Македонија. Значи, ако паметам, тоа беше Скопје, Битола, Охрид, Штип, Македонска каменица, имавме гостива, Артето, Прилеп, Кочани, Свети Николај, Кавадарци, од овие што ги памтам, ако се ги набројам, сигурно може би промашувам уште некој. И ние не мислевме дека ќе помини лесно, дека тоа дека имаме 20-30, пак има 4-5 песни кои веднаш ќе излезат како нели со квалитетот. Што би се кажал старонародски начик, но видовме дека стварно пред нас постои тешка задача, затоа што од 60 песни стварно имаше многу квалитетни песни. Комисијата кој војно беа и продуценти беа Аго, Темната страна, Гоцесав и Драги, ваш познат соработник, другар и слично. Имате одбрана многу интересна тројка за комисија и за продуценти на музиката на демо артистите. Затоа ќе позборуваме малце покасно. Кажи ми како беше процесот на бирање на самите снимки? Што е тоа што најмногу ценевте и најмногу гледавте да се одвојува кај едадените артисти? Вака школски би кажал комбинација од повеќе фактори. Стил, вајб, дикција, флоу, темпо, вокал, избрана тема и некои други елементи. Ова беше најтешкиот дел и затоа што е многу деликатна па и неблагодарна работа. Ајде да имаше 15 или 20 артисти, 5-6 ќе се изберат веднаш, но вака од 60 артисти стварно имаше многу квалитетни артисти, некојаш срцете боли некој да отпадне и тоа чувство го има сите што беа во комисија, Гоце, Драги и Јаго. Така да овој начин на бирање ние што го одбравме беше, да кажам, 60 песни ги преслушавме, многу пати имавме бројни состаноци. Потоа со метод на елиминација од 60 стана 30, од 30 15, па се така до крајните 6 артисти. А например, колку од тие 60 траки ги задоволија вашите, би рекол, предпоставки за каков вид на квалитет и каков звук ќе добиете? Од тоа што можам да кажам за сите, сигурно од 15 до 10. Да сум малце построг, 10. 10 артисти сигурно би влегле во било која комбинација, но толку беа предвидени и финансиите и така беше зацртан пред време конкурсот, а може би и ова и ум за друг пат, за може би малце да се зголеми исто вака кругот на избрани. На крајот на денот, и тоа е добро, извини што те прекинав, тоа може би е добро над 5 со тоа што им дава повеќе потик за да направат боле и да извадат подобра песна или да се представат со подобра песна и со подобар, да не кажам, проект следниот пат. Се надевајќи се дека ќе има следен пат. Да, апсолутно. Мене лично би ми делувало така, ете и тебе исто така некако ти делува. Се надевам дека и на тие што не беа избрани да ќе му делува малце стимулирачки и мотивирачки. Со Трајче разговаравме кога прв пат зборевме за овој демо конкурс. Дали имаше пријавено малце по неконвенционални под наводници артисти и песни, во смисла на малце по, да речеме, со повеќе пеење, помодерни, као трап или мелодично нешто што, да речеме, може би не би спаѓало под демо конкурс или пак од друга страна би спаѓало, дали се пријавија и дали вие воопшто вреднувавте во таа насока или беше повеќе, да речеме, традиционалните квалитети на една рап песна? Да, имаше
имаше пријавено трап артисти, не толку колку што очекував, затоа што знаеме дека и во Македонија има доста сега трап сцена и да речеме и на по underground, тоа е многу проблематичен термин, но и на комерцијално ниво и на такво по подземно ниво трапот е доста во прогрес и очекував многу повеќе да има, немаше толку, но сепак имаше и тие што беа, дел од нив беа многу квалитетни и беа во потесниот круг, морам да кажам. Очекував повеќе исто и женски раперки, имаше само едно девојче која се пријави. Имаше интересен некој стил како исто spoken word poetry, нешто рецитирање, како нешто како Lost Poets, Jill Scott Heron, нешто малце така слично. Сол Вилијамс. Еден артист. Да, од Сол Вилијамс, тука што беше нешто така. И тоа главно беа бумбап, како што реков, трап, имаше нешто како емо, метал, нешто една-две траки, и тоа колку што ме држи сеќавање до сега, стварно беа 60 дневни текма на се. Нормално е. Да, супер. Ми даде инсайт. Кажи ни сега, ги одбравте победниците, слушнавме ние веќе дел од песните, ќе слушнате нашите слушатели, како идеше после процесот? Ајде да кажеме да објасниме и за слушателите до душа. Значи, победниците добиваат направена песна, односно продукција од Аго, Гоце и Драги. Шараут Драги не слуша во четот пишува. Дали они сами се договара кои ќе соработува или однапред вие си имавте одлучено, или жирито, односно продуцентите сами го одлучија тоа слушајќи ги артистите кои најмногу одговара? Не, да, имаше повеќе комбинации, однапред не беше одбрано, посем изборот, затоа што никој беше доста објективно, би рекол, оценувањето. Однапред не беше договорено, и не беше еден, да речам, консензус помеѓу продуцентите. Тоа имаше повеќе комбинации како да се направи тоа, дали со ливчења, дали со договори слично, на крајот беше еден таков джентлменски договор помеѓу сите. Супер. Рече? Ја само можам да додадам на тоа дека веќе знаејќи ги какви резултатите на сето тоа, на тие соработки помеѓу нив, многу сум задоволен од самите парирање на еден начин, значи како се споени артистите еден со друг. Тоа ми е многу добро и мислам дека сте го направиле правиот потек.